Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Општинската администрација го скрои предлог буџетот за 2017 година. Околу 8 милиони и 300 илјади евра се планирани како расходи, од кои за капитални вложувања ќе се потрошат над една половина, а остатокот е за оперативни расходи. Општина Кочани планира до година да располага со нешто повеќе од 510 милиони денари, што е за околу 30 милиони помалку во однос на планирањата за годината што изминува. Овие пари вообичаено ќе се трошат за капитални инвестиции и за останати потреби. При тоа, околу половина од вкупната сума, односно нешто повеќе од 255 милиони денари, се планирани како расходи за плати и надоместоци на вработените во општинската администрација и во другите институции што се под надлежност на општината. Со ваквата планирана распределба има известни промени во структурата на трошоците што ќе се покриваат во однос на минатата година, и тоа пред се однесува на капиталните расходи. Ако минатата година се најавуваше дека буџетот ќе биде развоен затоа што за прв пат капиталните расходи ќе бидат повисоки од оперативните, за 2017 година тие практично се изедначени, што во прашање ја става развојната компонента и дали таа воопшто била земена предвид. Во предлог буџетот е запишано дека за капитални расходи се планирани 257 милиони денари, од кои пак половината се наменети за изградба на инфраструктурни објекти, а другата половина за купување машини и опрема. Исто како и за оваа, и за до година е оставена сума од 430.000 денари за набавка на моторни возила. За разлика од буџетот за тековната, во планот за 2017 година е зацртано расходите да бидат за незначителни 20.000 денари помали од парите што се планира да се соберат на приходната страна. Предлог буџетот на општина Кочани ќе биде една од главните точки за кои ќе се расправа на седницата на Советот, што е закажана за среда. Започна да се реализира проектот за третман на отпадните води во Кочани. Проектот опфаќа проширување на канализацијскиот систем, вклучително и изградба на главен колектор, како и изградба на пречистителна станица за отпадни води. Општина Кочани започна со реализацијата на проектот за третман на отпадните води, кој ќе придонесе за одржлив развој на Кочанскиот регион преку заштита на природните ресурси. Ова ќе го промовира и економскиот развој на регионот, како што индустријата, земјоделството и туризмот, истакнуваат од општина Кочани. Самиот проект опфаќа проширување на канализацијскиот систем во Кочани, вклучително и изградба на главен колектор, изградба на пречистителна станица за отпадни води, корпоративен развој на комуналното јавно предпријатие Водовод, подигнување на јавната свест и зајакнување на секторот за отпадни води, односно диалог за политиките. Сегашната состојба во која отсуствува третманот на отпадната вода со околу 15 испусти во животната средина има големо негативно влијание врз санитарните услови, животната средина и земјоделството. Со главниот колектор за отпадна вода, чија должина е 12 километри и е од висококвалитетен водонепропустен материјал, ќе се собира отпадната вода и ќе се транспортира до пречистителната станица. Станицата е со концепт за намален оперативен и трошок за одржување, со влезна пумпна станица, примарно прочистување, биолошки третман, отстранување на јаглерод, азот и фосфор, стабилизација на милта и отпадната вода и нејзиното седење. Целиот проект чини околу 20 милиони швајцарски франци, од кои 92% се грант од владата на Швајцарија, 7% од владата на Република Македонија и 1% од општина Кочани, како и од КЈП Водовод. Проектот започна да се реализира во октомври 2015, ќе трае 38 месеци, а периодот за изведба е од крајот на 2016 до крајот на 2018 година. Овој проект е капитален за заштита на водите во целиот регион и представува инвестиција во идните генерации. Општините Кочани и Зрновци пристапија кон пробивање и асфалтирање на неколку полски патишта. Целта е олеснување на комуникацијата на земјоделците до своите ниви и растеретување на сообраќајот. Општините Кочани и Зрновци согласно програмата за пробивање и изградба на полски патишта за полесна комуникација на земјоделците до своите ниви и растеретување на сообраќајот од товарни возила од регионалните патни правци во овој дел од државата,
пристапија кон пробивање, тампонирање, планирање, валирање и асфалтирање на неколку патни правци. Со подршка на Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој во местноста Слатина, Кочанско, се извршуваат земјени работи и ќе се тампонира пат меѓу ризови ниви. Целта е да се подобри сообраќајната поврзаност на земјоделските површини во Полскиот регион. За оваа активност се наменети 1.164.000 денари. Патот ќе биде широк 2,5 метри, а долг 987 метри. Работите ги изведува предпријатието Калина. Бидејќи состојбата со коловозот во моментов е мощна лоша, односно, поради пропаѓањето и огромните дупки, отежнато е движењето на земјоделската механизација, па патиштата кои се помеѓу нивите се од голема потреба за земјоделците во Кочанско. Во општина Зрновци пак се пробиени два патни правци, од кои едниот во село Мородвиз во должина од 700 метри е веќе асфалтиран. Станков информира дека во општината е пробиен и тампониран уште еден патен правец во должина од 1800 метри, кој од Зрновци преку полето води до индустријската зона на Виница. Средствата во висина од 1.200.000 денари општината ги обезбеди преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Завршена е изградбата на повеќе наменското спортско игралиште во населбата Трајаново Трло, лоцирано во местноста Колерски гробишта. Со тоа барем до некаде се уреди просторот на кој во изминатите години нелегално беше исечена зимзелената шума и истиот се претвори во дива депонија. Со средства во висина од 3.600.000 денари што беа издвоени од буџетот на општина Кочани, заврши изградбата на повеќе наменското спортско игралиште во населбата Трајаново Трло. Теренот има асфалтен слој и заедно со придружните содржини се простира на вкупна површина од 1300 метри квадратни. Игралиштето е составено од терен за ракомет, односно мал фудбал, со заштитен појас од 1 метар, две игралишта за кошарка, односно 4 места за баскет и игралиште за одбојка. Терените се осветлени со два столба со рефлектори за ноќно спортување. Дополнително, просторот е облагороден со 40 садници по обемот на локацијата. Градежните зафати за овој проект ги изведе градежното предпријатие Бони Интерградба од Штип. Инаку, според техничката документација во тендерската постапка, предвидено е да се уреди детско забавно игралиште на површина од околу 50 метри квадратни и на истото да бидат поставени тобоган, лулашки и други реквизити изработени од стакло, пластика и дрво. Дополнително, како придружна содржина, е планирано да се уреди и бехатон пешачка патека до двете игралишта што ќе биде долга 90 и широка 2 метри. Целата активност за уредување на просторот дојде по повеќекратните реагирања на граѓаните што живеат во непосредна близина, затоа што некогашната зимзелена шума во местноста Колерски гробишта одамна е исечена, а просторот беше претворен во депонија. Се уредува црквата Свети Атанаси во Оризари. Во завршна фаза е обновата на подпорните ѕидови околу храмот, а од западната страна, од кај Оризарска река, со чистењето на просторот од грмушки и дрвја ќе биде направен влез до самата црква. Завршено е и поплочувањето на незината внатрешност. Во една од најстарите цркви во Кочанскиот крај, црквата Свети Атанаси во Оризари, продолжува надворешното уредување и фреско сликањето на внатрешниот дел. Црковниот одбор во првата фаза од обновата на црквата целосно ја смени фасадата, го поплочи дворот и започна со фреско сликањето на страничниот дел од внатрешноста на истата. Во тек е реализација на втората фаза од уредувањето, каде што е планирана обнова на подпорните ѕидови, како и хортикултурно уредување на просторот. Последна активност од обновата беше поплочувањето на внатрешноста на црквата. Црквата комплет е обновена внатре, надвор, како објект. Сега работиме на зацврстување на подпорните ѕидови со клесан камен. Значи, работиме заради времето, ние ја прекинавме оваа операција, значи на пролет поново стартуваме. Димитриев упати апел до сите верници да донираат средства за уредување на надворешноста на црквата. И свештениците се заблагодарија на донаторите, кои што досега несебично даруваа за храмот. Јас лично како парохиски свештеник сакам да кажам дека многу ми е драго што внатре во црквата
така речи уредувањето го завршивме комплетно и многу ми е драго што од една селска или приградска црква веќе наликува на градска. Во оваа прилика сакам да и се заблагодарам на нашата сестра Јадранка Оризар Калинович во Австралија за последната донација, тоа беше донацијата на плочките кои што внатре ги излепивме овие денови. Следна активност како дел од втората фаза од проектот, велат од иницијативниот одбор, е хортикултурно уредување на дворот на храмот, како и изградба на влезна капија од западната страна. Инаку, црквата посветена на Свети Атанаси е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена, за повторно да биде изградена во 1876 година, а фреско живописана во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55-те икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 од нив се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија. Книгата патува во домот на секое дете е насловот на проектот кој што во соработка со детската градинка Павлина Велјанова го реализира Кочанската библиотека Искра. Целта е поголема мотивација на децата од предшколска возраст за другарување со книгата. Јавната општинска установа Библиотека Искра од Кочани во изминативе денови го реализира проектот под наслов "Книгата патува во домот на секое дете", во кој беа вклучени децата од големата група во 4 клона на детската градинка Павлина Велјанова. Целта на проектот е детето мотивирано да ја однесе книгата во својот дом, да ја покаже на родителите и заеднички да разговараат за неа, а потоа своите импресии да ги стави на цртеж, кој ќе биде дел од изложбата, што за граѓаните ќе биде отворена во просториите на библиотеката. Реализаторот на проектот Магдалина Кочовска-Салтирова рече дека родителите одвојуваат време за заедничко читање со своите деца, но овој проект има за цел да биде уште една мотивирачка активност, книгата да биде дел од секојдневието на децата. Цртежите нацртани од децата од детската градинка Павлина Велјанова и инспирирани од прочитаната книга се веќе нацртани и доставени до организаторот, односно Кочанската библиотека. Истите ќе бидат поместени на изложбата која што утре со почеток во 10 часот ќе биде отворена во библиотеката. Со ова во целост се реализира проектот Книгата патува во домот на секое дете, што успешно ја реализираат детската градинка и Кочанската библиотека. Продолжуваат предавањата од православен карактер што пред 2 недели започнаа да се организираат во Кочанската библиотека Искра. Истите се во реализација на членовите на граѓанската организација Воскресение, со подршка од свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги и од владиката Иларион. Следното предавање ќе се одржи на 23 декември петок, со почеток во 17:30. Со благослов на митрополитот Брегалнички Иларион, а во организација на членовите на граѓанската организација Воскресение и со подршка од свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги, за прв пат во градската библиотека Искра во Кочани пред 2 недели започна одржување на предавања од православен карактер. Наменети се за сите верници кои што сакаат да научат повеќе за верата и црквата. Предавач е ѓаконот од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги од Кочани Димитар Арсовски, кој рече дека потребата од вакви предавања се појавила кај самите верници од Кочани и околината. Темата на правото предавање беше црквата како заедница на верниот народ, во кое Арсовски го објасни поимот црква и се што е важно еден верник да знае за неа. Сега, секој втор петок во просториите на библиотеката се одржува вакво предавање. Следното ќе се одржи на 23 декември со почеток во 17:30 на тема Рождество Христово, суштина и хеортолошки пристап. Ѓакон Арсовски додаде дека за секое наредно предавање верниците ќе бидат известувани тековно преку медиумите и социјалните мрежи. Следува информацијата од спортот. Клубот за мал фудбал Унипап од Кочани се пласираше во четвртфиналето на футсал купот на Македонија. Нашите фудбалери на домашен терен ја победија екипата на Кратова.
Фудбалерите на Унипап од Кочани им се реваншираа на своите противници од клубот за мал фудбал Кратово за поразот што пред 2 недели го претрпеа на гостувањето кај нив. Двете екипи повторно се сретнаа во рамки на осмина финалето од футсал купот на Македонија, но овој пат играа во салата на основното училиште Никола Карев во Кочани. Нашиот клуб беше подобар и победи со 6:4, резултат со кој се најде меѓу најдобрите 8 што ќе играат во четвртфиналето. Конечниот исход од надпреварот можеше да се претпостави уште по завршувањето на првото полувреме, во кое домакините веќе водеа со 4:1. Иако Унипап поведе со 1:0, кратовчани набрзо изедначија, но потоа немаа поголем успех во обидите да направат пресврат, па во брзи контранапади примија уште 3 гола. Агресивната и ефикасна игра продолжи во вториот дел од надпреварот, кога домашните се опуштија, сметајќи дека победата е на нивна страна. Таквата игра им се одмазди, па екипата на Кратово го намали резултатот на 4:3, што беше момент за отрезнување на домашните. До крајот на надпреварот тие успеа да постигнат уште 2, а гостите 1 гол, со што до некаде го ублажија неизбежниот пораз. Со победата Унипап стана четвртфиналист и сега, освен настапите во првенството, ќе има уште една шанса за подвиг во футсал Лигата на Македонија. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.